Европската интеграција на Западен Балкан и важноста од проширувањето на Унијата било во фокусот на средбата на бугарскиот премиер Росен Желјасков со еврокомесарката за проширување Марта Кос, која во Софија имаше средби со највисоките бугарски политички представници. Софија секогаш со особено внимание и висок степен на одговорност пристапувала кон напорите за целосна и полноправна интеграција на земјите од Западен Балкан во Унијата. И Софија го поддржува европскиот пат на секоја земја од Западен Балкан, според принципите на индивидуалниот пристап и постигнатиот напредок, изјави бугарскиот премиер по средбата со Кос. Европската еднина на Западен Балкан е гаранција за просперитет и мир, но и своевидна превенција од влијанието на силите, кои имаат за цел не единство и нестабилност, како во регионот, така и во Европа и во целина. Дополнително, интеграцијата на земјите од регионот на Западен Балкан е стратешки избор, поврзан со безбедноста, стабилноста, но и конкурентноста на целиот континент. Еврокомесарката за проширување рече дека проширувањето е еден од најважните приоритети на актуелната Европска комисија. Приклучувањето на вашите соседи во Европската Унија ќе донесе многу придобивки за бизнисите во Бугарија. Тоа ќе ја потикне трговијата, ќе ги подобри можностите за инвестирање и ќе го подобри пристапот до Централна Европа. Никој не може да ја даде гаранции на Северна Македонија дека ако сега го смени уставот нема повеќе да има пречки на европскиот пат, изјави претходно еврокомесарката Кос за Европската новинска редакција. Таа вели дека најдобро би било билатералните прашања да не се мешаат во пристапниот процес и дека Европската комисија работи на тоа да и помогне на земјава да ги почне преговорите по кластери. Лидерот на СДСМ Венко Филипче на неодамнешниот состанок на сестринските партии во Брисел изјави дека е подготвен да ја жртвува сопствената политичка кариера за да се внесат бугарите во уставот и Македонија да продолжи по европскиот пат, обвинувајќи ја сегашната влада за само наметнато вето и за откажувања од евроинтеграциите. Од владеачката ВМРО ДПМН му одговорија дека Ковачевски, Маричич и Османи 2 години тврдеа дека уставните измени ќе бидат последно барање на Бугарија и дека Софија и Брисел јасно кажаа дека уставните измени нема да бидат последно барање.